Добро вечер, почитувани гледачи. Уште едно издание на Менуваме животи, подкастот на СОС Детско село, кој што го гледате на Канал 5 телевизија. Менуваме животи е подкаст кој што одбележува всушност 25 години постоење на СОС Детско село и токму затоа го правиме истиот, затоа споделуваме најразлични животни приказни со вас, како што тоа веќе го знаете и досега, во терминот кој што верувам дека веќе ви е добро познат. Денеска имам навистина прекрасни гостинки. Денеска малку повеќе ќе зборуваме на тема згрижување. Малку повеќе ќе ви ја доближиме оваа професија, иако досега ја споменавме со некој од гостите кои што дојдоа во нашето студио, но одблиску да видиме што значи тоа, како се инспирирале овие прекрасни дами да згрижат деца без родители и родителска грижа и што ги води низ животот генерално за да прават толку добри дела. Со мене оваа вечер е Оливера Миленковска и Слободанка Рустемова. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро, ви благодариме. Имавме навистина прекрасна енергија пред да се вклучат камерите, се надевам нема тоа сега да се промени. Нема. Дека ќе станете позитивни како што бевте досега, мислам дека генерално сте такви постојано. Се трудиме. Се трудите, да. Може само да им напоменаме на гледачите дека Оливера е згрижувачка во СОС Детското село, а Слободанка, ќе ми извините, додека да ве запамтам семењето, Слободанка згрижува дете во својот сопствен дом или е надворешен згрижувач. Така е. Да. Можеме ли да објасниме за почеток што значи да се биде згрижувач, а потоа малку повеќе за вашиот мотив да станете згрижувачки? Оливера, ајде од вас. Така. Јас секогаш го кажувам тоа дека згрижувач е да се биде еден суперхерој во еден мали детски очиња, да им го направиме денот подобар, па понатака и животот. Да, кратко и јасно, во објаснето, многу вистински. Слободанка? Јас, иако многу често се користи тој збор дека сме херои, не го доживувам како некој херој, него повеќе како ајде да ќе да речем тоа како заменски родители, заменски мајки, а нема поголем збор од мајка. Апсолутно да, од родители, од некој кој што треба да ни изведи на прав пат. И згрижувачите, нели, повторно ќе кажеме дека се херои, но како ќе се доживее, нели, самиот. Да, вам ви е непријатно за себе да го кажете тоа, но јас апсолутно ќе го потврдам со оглед на тоа дека така постојано споминувам дека јас сум порасната во СОС Детско село и дека за мене мајка Наташа е жена суперхерој која што повеќе од 20 години згрижува деца и се разбира сите вие кои што го правите тоа буквално без двоумење, без размислување. Па затоа сакам да прашам како воопшто слушнавте за детско село и за идејата да станете згрижувач и кои беа првите прашања кои што сами на себе си ги поставивте, веројатно можам ли јас ова да го правам? Што значи да згрижам дете? Можам ли да носам таква одговорност? Оливера или Слободанка, кој да сака да не видам јас сега тука. Еве јас како ака подолгогодишен. 8 годишен згрижуваш така. Да, до септември 8 години. Што малку. Вера е крива, Вера колешката што исто и она е долгогодишен згрижувач во детско село, се почна преку неја, нели, приказната, онака начинот на низиното функционирање, негата, грижата за децата. Моите деца биолошки веќе пораснати, вака викам чека нешто да правам јас корисно. Нешто ви недостасуваш. Да, па очигледно мојата мисија била вајде да бидам цел живот мајка, што би рекла Слободанка. Да, така и се најубавата улога веројатно. Мислам би требало така да биде. Така. А тоа станува заразно, па еве ние го пренесовме после. Да. Кај мене во мојот случај кампањата играше многу голема улога, онаа кампања за згрижувач. И знам да кажам, многу ја сакам песната, јас имам љубов сонце за уште три светови, така да мислам дека можам да споделам многу љубов кон дечињата и зошто да не, имавме место, имавме љубов, а тоа е потребно само, значи тоа се минималните услови, да речем, за да стане човек. Што се неопходни? Неопходни да стане згрижувач, значи само љубов и едно местенце кај што ќе биде сместено детенцето. Да. Јас често напоминувам и во подкастиве кои што ги снимаме дека некој пат не е доволно само љубов, да се има и желба да некој сака да згрижи дете, бидејќи навистина имам едно непријатно искуство кога станува збор за згрижување и моето најубаво искуство нормално во детско село со мајка Наташа. И драго ми е што низ годините се променија работите и дека се
оформи некаква обука која што мора да се помине за да се стане згрижувач. Да. Што се случува на тие обуки, што се учите и како се станува згрижувач? Така. Па јас секогаш ја пофалувам прајт обуката, таа практично е и клучна што не води и онака ни е како една граница, можам да го работам тоа или не можам да го работам. Тоа е еден пресек и мислам дека таа е најбитната, барем за мене. Абсолютно, така беше. Да. Што се случува на тие обуки? Прекрасна обука, не само прајдот, и згрижувачите имаме континуирани годишни задолжителни обуки. Да. Минимум се 10 часа, а се многу повеќе од 10 часа. И благодарна сум што ги имаме, затоа што навистина некои од нас немаат толку годишно искуство или искуство со најразлични примери. Таму ни се даваат конкретни примери и една помош, една обука која што стварно не носи на едно повисоко ниво згрижувачи. Да. Секоја обука, точно, да, убаво го кажа ова Слободанка. Ние последен пат, последна обука што беше на родителство, вие ланија поминавте, нели? Да, јас оваа година беше за мене ново искуство. Позитивно родителство, мислам дека. Да, преку не знам дали треба да ја спомнам. Секако слободно. Тоа е Флориш програмата, нели, што се прекрасни обучувачите, што точно знаат да ја испрезентираат нивната програма и онака баш нели еден дел од обуката беше као пофалувајте ги децата, браво, браво, нели као и викам ние тоа го правиме секојдневно кај нас, значи кај нас се ги измив рацете, па браво, па ја фрлив пелената во канта, па браво, нели. Тоа се мали ама големи победи. Вика родителите биолошки некогаш вика тоа, па тоа се подразбира, по дефолт треба да оди, нема потреба од браво, значи некои се тие финиси што пака ги комплетираат работите за да можеме ние понатака тие обуки што практично и се случуваат. За мене пак ја кажам прајте клучната, значи точно, значи таму точно е прецизирано, значи 7 дена со еден убав фокус, значи со супер предавачи што за нас лаиците да речеме ги даваше одговорите на прашањата што си ги поставуваме длабоко во нас пред да станеме згрижувачи. Кои се тие прашања? Можеме ли гласно да ги кажеме? Јас добив одговор на многу прашања. Како тоа ќе изгледа, дали ќе биде лесно или тешко, дали ќе има плачење или кој е најголем предизвик? Како да се соочам со сите емоции со кои што ќе дојде детето? Да, значи едноставно ми даде мене лично одговори. И, како што рече Оливера, тука веќе точно разграничуваме можеме или не можеме да го прифатиме тоа како професија згрижувач. Има ли можност ова прајт обука која што ја споминавте, да слушнете искуство од веќе згрижувачи кои што го прават тоа со години? Се разменуваат ли такви искуства? И најдоброто во целата работа е, значи таа групата ние што сме, нели, што ја посетуваме паралелно прајт обуката, стануваме едно големо семејство. Ние со Слободанка немавме прилика да бидеме во таа група затоа што на потоцна се вклучи, но ние што ја поминавме обуката 10 луѓе сме уште функционираме како семејство. Ние со мојата група, значи мојата ново пријателство, буквално како ново, значи ново семејство. Затоа што таму се споделуваат приказни секој си ја кажува животната приказна. Секој си ја стануваме баш како едно големо семејство и нашите контакти уште се контактите продолжуваат да траат сите години додека. Апсолутно. Често пати споминувам дека вашата работа не е професија, не е работа која што трае 8 часа и потоа си одиш дома и нели веќе забораваш на тоа или ќе го исклучам телефонот, недостапен сум, се слушаме утре во 8. Нема такво нешто кај вас. Буквално е начин на живот и можеби е необично да се каже колеги, но на некој начин вие сте сите колешки и како што ние се зборуваме нели со колешките, разменуваме најразлични искуства, верувам дека и вас ви е тоа доста важно и значајно за да знаете како никогаш да се справите со најтешкото, можеби тоа се травмите на децата со кои што доаѓаат. Особено ние кои што веќе се свесни што поминале и што им се случува. Па еве јас и Слободанка сме уште поголемо семејство, бидејќи имаме заедничко дете што практично беше кај мене долги години. Па преде кај неа во згрижувачкото семејство неизино. Роднина по не по крв, не по крв. Така го нарекуваме, да е по крв, ама она не е тетка.
Од згрижување. Да, само да подобјасниме на гледачите, претпоставам дека тоа станува збор за дете кое што, бидејќи во еден период од вашиот живот згрижувавте само бебиња. Так. Ќе зборуваме малку повеќе за Так. тоа, навистина мислам дека треба посебна психичка подготвеност за детето да го пуштиш потоа, Так. иако нели се врзуваш со него и Так. претпоставам дека едно од тие деца доаѓа кај вас. Така? Па не е бебе. Да, не е веќе бебе, да. Не. Веќе Јас возраст. Голем се дечко. работи за голем дечко кој што во големи години дојде кај нас, а не во мала Па он деца. така и дојде кај мене на 7 годишна возраст и некаде околу 3-4 години, па кога се направи таа нели промена бебињата да Бебињата дојдат да ги во згрижувате, нашето во моето згрижувачко семејство и тогаш практично и бара нели надворешни згрижувачи Соодветен згрижувач, да. Па јас можам да тогаш кажам вака се води. поклон до земја, значи подобар згрижувач да побаравме за Браво. за детето наше немаше да добиеме затоа што практично се што ние се потрудивме и се што научи кај нас, они тоа го направија пута 10 пута 100. А јас се поклонувам затоа што првите основи и темели Го донела дојдоа подготвен. од таму па ние надоградуваме и заедно. Тука е суштината, заедно со помошта од СОС Детско село, нели, Да. ние одиме нагоре со тие обуки, со тие искуства Така. нивни, затоа што сами ние како згрижувачи надворешни, малку потешко нели би се снаоѓале во сите предизвици кои што Па, сигурна доаѓаат со сум. самиот чин на згрижување на дете. Да, навистина е леснително кога имате поддршка, претпоставувам, Така. бидејќи во секој момент можете да се јавите и за било каква ситуација, да споделите нели што се случува и да добиете најважно стручна помош нели од другата страна. Да, дефинитивно. Значи и покри тоа што ние во комплексот нели детско село ние добиваме 24 часовна помош, Поддршка, стручна да. помош од Центарот за поддршка на згрижувачки семејства. Јас мислам дека и надворешните Исто и за Да, да, надворешните, да. згрижувачи верувам. се тие значи покриени во секој поглед во однос на документи, лекарски прегледи, запишување во училишта, Се, комплетно, Браво. значи, стипендии, значи одлично. зашто Дури и со обични предизвици, ако нешто не може да се справите, Да. тука е центарот 24 да. часа за нас. Така, они Не, се освен што секој се предизвик достапни да на го- телефон, они се секогаш и физички присутни. Така. Да, тие или ние сме деца во социјален ризик и често може кога најмалку очекувате вие згрижувачите да излезат некои трауми на површина и навистина мислам дека е клучна можеби психолошката поддршка во оваа ситуација, ама и целиот тим кој што е тука Така, и стои така. позади вас, буквално. И сега Слободанка, јас нема конкретно да ве прашам бидејќи не знам колку сте подготвена да зборувате, но она што сакам да го споделам со јавноста е тоа дека имате едно дете посвоено, а едно згрижено дете. Тоа Да. се деца кои што навистина поминале многу тешки, сериозни животни приказни и верувам дека нели траумите, оно што го зборувам постојано, испливале на површина буквално кога дошле децата кај вас, прво едното, па потоа и другото, но ќе ве оставам вие да споделите колку сакате. Јас многу често знам да кажам како изгледаше кога згриживме дете. Посвојувањето беше друг чин, или кога мало дете си донесовме дома, од домот за доенчиња Битола, и тоа е тоа. Значи, додека згрижувањето беше еден посебен чин. Веќе се работеше за поголемко детенце, кое што разбира, со себе носи веќе терет, Полн ранец. полн ранец. И првиот наш ручек дома се собравме сите колку исплашени врапци ќе наречам, пошто нели сите се сочуваме со нешто ново и непознато. Детето од една страна, ние како згрижувачи од друга страна. Нашето прво нели детенце исто со нели нешто ново и непознато. И јас ја превземав улогата да ја кажам онаа прва реченица, кажав ние знаете како ќе ви објаснам, ние 18 години немавме деца. Вие немавте, некој има, некој нема родители. Нашата приказна не спои. Да. И ние ќе бидеме едно големо семејство. Секој надополнува некоја празнина. Заедно ќе си ги надополниме празнините и ќе станеме семејство. Да. Ето тоа е големината на таа приказна, затоа што
нашето семејство малку на интересен начин се спои, нели? И згриженото дете беше последната коцка во тој мозаик. И сега можам да кажам дека сме пресрекни. Да, дека сте донеле вистинската одлука и сте имале среќа за проширување на вашето семејство и покрај сите нели предизвици 18 години претходно. Оливира, споминавме дека во еден период од вашето професионално искуство чувавте бебиња. Објасните ни го малку тој емотивен процес буквално. Па така, значи тој процес е најемотивниот, затоа што има две страни. Позитивно затоа што си одат во веќе нели нивни правни семејства по закон добиваат нели статус на дете. Привремено ги чувате и тоа го знаете од самиот старт, не е нешто кое што не сте го знаеле, меѓутоа се човек од крв и месо, значи точно, апсолутно. Значи емоциите се тука, ние само можеме нели вака да бидеме храбри и да се носиме добро со целата ситуација, затоа што сепак таа поддршка ние што ја добиваме и ние добиваме некојаш психолошка, затоа што реално и ние сме нели сепак сме живи суштества и колку да сум среќна нели тие разделби вака па болат. Еве јас имав во рок од 3 години практично имав разделба со 12 деца. Да. И онака секој дел вака помалце да ти извадат нели од себе, ама ме теши или ме вака ме прави горда што еве имаме Слободанка, имаме посвоители прекрасни, горе доле сите деца се отидени онака на баш на супер места, ги чуваат преубаво. Така тоа ме држи. Со посвоителите обично немаме контакт, затоа што нели тие си сакаат да си ја заштитат нивната приватност, да си останат анонимни, додека пак со згрижувачите вака си стануваме едно големо семејство. Многу често ние имаме дружби, и дружби си имаме, и така, и навиките нели ги пренесуваме, па ова сака, па ова не сака, па во случај на ова вака направи, па јас мислам дека ќе биде нели подобро ова да го направиш, нели некои такви работи, така да горе доле ние се поддржуваме. Да, но верувам дека во моментот кога ви било понудено вакво нешто, сте си поставиле себе си многу прашања, дали ќе успеам, дали ќе можам, дали сум доволно храбра, нели сепак треба голем предизвик, затоа што реално првично беше нели со 2 бебиња, 3 бебиња, после динамиката се зголеми, веќе стана и 5 бебиња, ама некако забораваме тогаш ние дека ни е нели напорно тешко, затоа што вака кога ќе ги видите вака нареди некако пуканки, насмеани, тие нежни рачиња, запчиња со сите го споделуваме тоа. Убаво, во секој случај тоа е преубаво чувство. Сега нели се менува системот, се менува правилата, динамиката, нели како секаде трпиме нели ние промени, така да затоа сега повторно се вратив на грижа на деца веќе над 3 годишна возраст. Да, колку дечиња чувате во моментот? Во моментот се 5. Практично се како аптекарски шишиња. Од прво до 5. 2, 3, 4 години, 6 и 11. Вас ми е многу забавно по дома, сигурно, да сите возрасти, сите со различни желби, барања и потреби. Така, како успевате да посветите внимание на 5 деца кои што сите бескрено го бараат? Така. Знаете како, значи само со добра организација и со еден убав поставен критериум и децата се како сунгерчиња и они примаат и знаат да вратат. Значи се што вложуваш ти се враќа. Вложи љубов, ќе ти се убавиш. Нешто брзо се учат. Да, значи што и да вложиш кај нив, они го дуплираат, го множат, кај нив нема делење, нема одземање. Да. Слободанка, сакам да ве прашам, кој совет би го упатиле до сите жени кои што можеби се двоумат да станат грижувачки? Кој совет вие сте го добиле, па денес можеби сакате да го споделите јавно? Јас и затоа дојдов на емисијата да споделам пораката дека да се згрижи дете е едно од најпрекрасните искуства. Има толку многу љубов во себе, на толку еден голем начин е се што ќе дадете вратено на една. Мислам дека е најпрекрасното нешто што може да го направите во животот, затоа што тие се деца полни со љубов. Да. Треба некому да ја вратат. И не се виновни за тоа што им се случи. Во никој случај, најмалку се виновни. И
имате помош, имате поддршка, имате финансиска надокнада за тоа, имате се што ви е потребно за да ветер во грб, еве ќе речам, за да се олесни и да полесно да бидете тој чин или тој чекор. Порачувам да не се двоумат луѓето. Кои се прашањата кои што вие си ги поставувавте во моментот? Никога се двоумевте туку кога воопшто размислувавте дали да се нафатите на овој чекор или не? Прашања постојат многу. Како емотивно, како ќе биде спремен детето кое што е дома, како ние ќе се соочуваме со сите, нели, можеби емотивните промени на детето што ќе дојде, не само нашите, значи не ги гледаме нашите интереси, него и на детето кое што доаѓа во домот. Да. Дали оно ќе се адаптира со нас, дали ќе не засака, дали... Тоа се многу прашања, затоа кажавме со Оливера, тие прашања многу се одговараат ни самите обуки, ни самите дружења таму, ни за искуството на професионалците кои што го работат тоа. Да, апсолутно. И тие прашања се одговараат и многу полесно ќе ви биде да, нели, на сите што сакаат да го направат тој чин, да добијат одговор на прашањата кои што им се во моментот. Колку го минимизираме моментот да го сослушаме детето? Колку е важно да седнете да разговарате со се она што ти има да го кажат, можеби во моментот ни звучи дека не е нешто толку важно или итно, но на крајот од денот вниманието кое што вие го давате, колку сметате дека е навистина неопходно, а се минимизира, како што кажа? Децата дефинитивно знаат да си кажат. И они си се поборници да си се они знаат како да си го избуткаат она што знаат, што имаат потреба да си го кажат и така и треба да биде. Затоа што реално ние возрастните, нели, после тоа имаме, нели, потреба од стоп, од застани, значи они точно знаат кога и како треба да се. Ама има и една вештина кај изгрижувачите, поготово искуствените изгрижувачи, каде што знаат да проникнат во тоа детско, па да речеме да почувствуваат кога се нешто тлеет, кај така е кога детето ќе се повлече или покажува некакви промени во однесувањето. Сигнали се тоа што училиште, мошковски да се најде најдобриот начин, дали со самиот згрижуваш да се разговара, дали е веќе потребна и помош од некаде стручна. Така да тоа веќе окото, да речам, искуствено, начинското око. Така, па дополнително и годините, нели, поминати со детето, веќе си ги препознаваме кога го мачи нешто, кога е среќно, кога сака да сподели нешто, кога нешто сака да прикрие. Ние сме тука вака детектори мајки, одма ги уклучуваме нашите крим техники, нели, тука. Сакам да ве прашам како го балансирате моментот на, особено еве кај Оливера во случајот има повеќе деца, нели, во едно семејство, некој од нив има родители биолошки, некој нема, некој сака да ги види, некој не сака да слуша, најразноразни ситуации кои што верувам јавно, мислам тука вака пред сите се споделуваат. Како се справувате со сите тие моменти? Така, јас, значи имаме деца што имаат контакти со биолошките родители, тие се одржуваат интензивно и тоа е, нели, поентата, целта на целото згрижување, дека ние не треба да им направиме пресек на еден одреден период од животот, па нели ќе им ни всадиме нешто ново тука бајковито. Не, напротив, значи они треба да знаат од каде се, кои им се биолошките родители и ние интензивно гледаме тоа да се реализира, нели, во догледни средби, колку може да бидат почести, поминување празници во домашни услови ако имаат, нели, или па доаѓаат кај нас на гости, тоа баш онака интензивно и така треба да биде. Има деца што имаат никаков контакт со биолошките родители. Тука е малце, нели, поинаква структурата. Ние правиме компензација за нешто. Имаме сега последниве дечиња што ми се ќе имаме деновиве ќе реализираме средба со нивна биолошка сестра што ја одвоиле за време на згрижувањето. И сега ќе си градиме, нели, повторна релација. Нова релација, нова релација имале релацијата, него ќе си ја обновиме за да они понатака, нели, си знаат, затоа што таа врска е нераскинлива. Во нашиот случај исто, нели, се работеше за дете со кое што си има биолошки родител, се остварија некои средби преку Центарот за социјални работи. Знаете, тука повторно ќе
кај не дополнам, значи Центар за социјални работи и Центар за поддршка, играат многу големи клучни улоги околу овој момент. Да. Значи, да осетот и да препознаат дали детето му одговараат тие средби, не му одговараат, колку се чести, на кој период, дали е повторно потребно видување, на кое време. И како генерално влијаат тие средби? Како влијаат тие средби? Тоа сакав да го објаснам на некој како значи. Затоа што реално нели кај некоја траума може да сакајќи нели да направиме добро. Поддршката и помошта е тука оние стручно, од стручни лица се оценува како тоа влијае понатаму. Така. Да, сте имали ли некогаш прашање од згрижено дете на кое што буквално не знаете што да одговорите и вие вака меѓусебно можеби си ги коментирате како колешки? Мислам, сигурно во моментот вие ќе се снајдете, ќе најдете некој начин, но прашање кое што и вам ќе ве остави буквално без спира. Јас последнава, пошто претходно беа нели бебиња, јас бев за нив мајката и немаше друг лик освен јас, нели? Сега последнава екипа, пошто претежно децата што се згрижени веќе употребуваат зборот мама и тато. Да. Значи кај мене се уште нели тетка Оле и вика дали зошто другите деца ги викаат тетките мајки, а ние треба да те вика као нели дали е задолжително. И викам не, воопшто не е задолжително затоа што вие знаете дека си имате ваша биолошка мајка и дека нема да биде фер од моја страна нели јас да ви го наметнам. Вие да барате, да, значи јас кога вие ќе почувствувате, ако имате потреба како така да ми се обраќате во ред, ако не, значи јас сум секогаш за вас. Тетка Оле. Да. Многу беше интересна приказната со нивниот дечко што е згрижен, вика мене мојата мајка ми рече дека јас не треба тебе да ти се обраќам со тетка, затоа што тоа се обраќа со биолошки, нели таму ако си ми тетка, чичко во роднинска врска. Викам ништо, тогаш ќе можеш да ми го изговараш целото име. А он тогаш имаше проблем со Л и со Р. Оливера. И викам, тоаш ќе мора викам да ми го кажуваш цело име, кога ќе ми се обраќаш ќе кажеш Оливера. И он вака, едно минутно молчење, вика, како можеше твоето име да има и Л? Јас сепак ќе те викам тетка Оле. Да, полесно, пократко. Да, мене како дете често пати ми велеа кога не ми беше јасно колку мајки имам, затоа што односно која ми е мајка, не колку мајки. Некако така ме тешеа дека ама ти имаш 3 мајки, во случајот така беше и јас уствари бев многу среќна кога одев во школа велев па јас имам 3 мајки. Исто чудно ме гледаа, сега сваќам зашто, ама тогаш не сваќам. Туку така со гордост го кажувам. Ама чувството кога детето кога ќе знае дека има повеќе мајки и дека е побогато од другите деца. Така буквално. Кога таа приказна ќе се доживее на тој начин. Да, во моментот мене ми значело многу тоа, иако можеби не било најсоодветно да ми се објасни, но ете, таков некој начин нашле. Да. Тука некаде ние ќе си го привршиме разговорот, уште еднаш сакам да ги инспирираме сите кои што се двоумат, а верувам дека после овој подкаст и денешниот и сето она кое што го снимаме изминатиот период, веќе им се одговорени многу прашања на тема згрижување и нема повеќе да се двоумат, но да упатим уште една порака на самиот крај. Така. Еве Слободанка, она не сака да биде суперхерој, ама јас ќе ги охрабрам. Супергероини денес. Да, јас ќе ги охрабрам сите вака луѓе што чувствуваат дека имаат барем една соба, дека имаат големо срце со многу љубов, да го направат тоа и да бидат суперхерои. Така, убаво е чувството. Јас ќе се надоврзам на Оле, значи јавете се, информирајте се, некогаш се тргнува од тоа. Буквално. Ќе добиете информации за се и поддршка и верувајте дека е вреди. Вреди, дефинитивно вреди. Одлично, благодарам многу за тоа што бевте многу искрени и отворени, што споделите само еден мал дел од вашите приказни на кое што вам вие секојдневие. Така, ние можеме да зборуваме. Да, благодариме на поканата. Исто така ви имаме многу. Се надевам друг пат ќе се поделиме уште некоја искуствена. Ќе создадеме можности и прилика за истото. Така се. Во секое време ние сме расположени. Така, почитувани вам, пред да ве поздравам, сакам да ви кажам дека за жал навистина се зголемува бројката на деца кои што остануваат без родители и родителска грижа и навистина е исклучително важно секој од вас да пронајде хуманост во себе, да сака да го прави тоа, да згрижи дете без родители, а како што кажа и моите две соговорнички, може слободно да се обратите во СОС детско село, да се информирате многу повеќе за тоа како
се станува згрижувач. Останете натаму на Канал 5, а ние се гледаме следната недела во 21 часот. Поздрав!